Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер. Денес на дневен ред имаме еден многу значаен закон. Ќе расправаме и треба да одлучиме во кој правец, со кои новини и на кој начин ќе се регулира сферата на здравствената заштита. Односно, кога веќе сте ги идентификувале слабите страни во постојниот систем и организацијата на здравствената заштита во нашата држава, како и на кој начин истите да се надминат, да се овозможи поквалитетна, поефикасна, подостапна и подобра здравствена заштита. Не ја спорам потребата од носење на нов закон за здравствена заштита од причина што постојниот закон е донесен во 1991 година и досега има претрпено, ако не се лажам, 11 позначителни измени. Изгора на тоа и состојбите во изминативе 20 години се релативно променети. Кога предлагачот на овој закон, односно владата, правела напори, тргнувајќи од оценките за состојбите во здравството како особено значајна општествена сфера, да ни ги објасни причините и да ги образложи понудите во предлог решенијата, само на изглед, многу сериозно во наводници си ја сватила работата. Велам на изглед од причина што кога човек не би имал елементарна представа за реалните состојби во нашево здравство и кога формално ќе го прочита понудениот предлог, се разбира, абстрахирајќи се не само од нашите автентични потреби и можности како држава, ами и од состојбите и искуствата на потесното и пошироко наше обкружување, може би и би дал позитивна оценка. Меѓутоа, факт е дека во Република Македонија состојбите во здравството се очајни од било кој аспект. Не сакам да повторувам работи кои беа кажани не така одамна, кога во собранието расправавме по информацијата за состојбите во здравството, околу која не се согласивме со власта и после која секој си остана на своите позиции. Но кога отвараме расправа по условно речено Уставот за здравствената дејност, што во суштина е и Законот за здравствена заштита, колку и да е непријатно, неблагодарно, власта мора да ги симне розевите очила и да дискутира за реалните состојби, се разбира доколку навистина сака да се изнајдат реални, применливи и подобри од досегашните решенија. Од една таква позиција невозможно е да се занемари фактот дека ние всушност расправаме за еден банкротиран систем, за тотално дезорганизирана организација, за една крајно усложнета и максимално комплицирана постапка кога се во прашање граѓаните пациенти. И за жал, за медицинска фела на која токму заради измените вршени на постојниот закон е доведена во една понижена, деградирана, условено со многу нешта позиција во која интересот на државата оцилитворена во актуелната власт е далеку над интересот на професијата. Иако здравството како дејност во старт подразбира вклученост на вредности кои извираат и се гарантирани со нашиот устав, иако вториот белег на после наука е хуманост, во предложениот текст не се баш препознатливи нити хуманоста, нити универзалниот пристап, нити квалитетот, еднаквоста, достапноста, солидарноста и така натаму да не набројувам. Апсолутно е разбирам потребата од прилагодување на реалните законитости кои владеат во општеството и тука пред се мислам на пазарниот елемент. Но никако не можам да разберам и прифатам грубо вулганизирање до степен на ставање на здравството на пазар, определен со законитостите на владеачката политичка гарнитура и незините дневни потреби. Всушност, во никој случај не можам да се согласам со амбицијата на владата, која е предлагач на законот, еве речиши 6 години да врши политички експерименти во здравството, да направи ршум во целиот систем и со потенцирање дека цела година и половина студиозно мисли на проблемот, да ни понуди решенија во форма на нов закон, кои вака, како што се представени и дадени, ќе значат само капак на зовриениот здравствен лонец турлитава. Често пати слушаме оправдување за било која работа дека, ете, може би понудените решенија не се до крај идеални,
Наводно толку можело да се направи. Што се однесува до здравството, знам дека вас повеќе ве бива да расипувате отколку да правите. Скопскиот клинички центар или универзитетските клиники во Скопје во 2006 година ги презедовте како респектирана здравствена институција со позитивно салдо од 2 милиони евра. Денес истите се распарчени, кадровски прилично осакатени со црвено минусно салдо 40 милиони денари. Зошто го потенцирам ова? Затоа што сакам да го изразам моето несогласување со повеќе одредби предложени во овој закон, кои предвидуваат работи што во пракса се покажаа како тотално промашување и нанесоа голема штета на здравството во изминативе 6 години. Не знам со каква смелост истава влада која цели 6 години, говорејќи со фалби дека го реформира, всушност го расформира здравствениот систем во државава, сега како новитет, како квалитет, во предлог законот своите неголеми утки ги нуди како нови решенија. Како да министрите добиле желба покрај другото да се играат и доктори, па седнале и напишале закон. При постоечката стратегија за развој на здравството која важи до 2020 година, при постоечка така наречена зелена книга во која се содржани релевантни мислења на признати стручњаци од разни области, при фала Богу, здрави и живи реномирани лекари, професори по медицински науки, правни експерти, струкови здруженија од фелата, комори, при достапни искуства од соседството и европските земји, без никој да послуша, предлагачот ги зел во предвид само една обична и втората проширена и надградена преродба и манифестот од последните избори. И напишал закон колку да се има закон. Прво, премногу впечатлива е обемноста, која сама по себе не одразува нити сериозност, нити квалитет на новопредложените решенија. Напротив, повторување на одредби со други закони, кои се може би устав за некоја друга област. Второ, вградување на одредби кои неодамна беа оспорени на Уставниот суд, како противуставни, и упорно туркање на здравствените работници во категоријата јавни службеници, не кажува ништо друго, освен што е одраз на обсесијата на власта се да стави под своја капа контрола или команда. Трето, она што граѓаните упорно и трпеливо очекуваат години наназад. Владата конечно јасно да го прецизира основниот пакет на здравствени услуги, нешто што е алфа и омега за еден ваков системски закон, но тоа во предлогот на жалост го нема. Четврто, не може а да не се забележи и во овој предлог закон уште една владина обсесија – казни за непослушните. Од закон до закон, полека, ама сигурно, казнувањето станува главна алатка во државава. Главен двигател на сите процеси во македонското општество. А јас за политиката, ако не милум, тога силум, навистина немам апсолутно никакво разбирање. Пето, многу интересни се решенијата понудени во делот кој се однесува на условите за раководен кадар и плати на здравствените работници. Со овој и ваков закон се суспендира знаењето стекнато со учење на медицинските факултети, се суспендира искуството и резултатите од работа и јасно владата преку Министерството за здравство и за финанси, кои се предвидува да бидат главни испитувачи, се устоличуваат за кадии и во здравството. За системот на платите морам да признам, не разбрав што сушност предлага владата, побарав објаснување од лекари и други здравствени работници, ама откако кренаа раменици и одбија да грешат душа да се крстат со лева рака, се откажа под потрага по одговорот. Сена се, генерално, здравствениот систем ни е целосно демонтиран и банкротиран, имаме потреба од носење на нов закон, имаме многу неквалитетен предлог од владата, кој не кореспондира со реалноста и проблемите, и во такви услови кога владата бега од поширока расправа и сериозен и комплексен пристап за изнаоѓање добри решенија, немам друг избор, освен да не се согласувам со овој предлог закон. Ви благодарам.